како што велите, таа хала почна веќе и да се затвора и затоа беше набавена и линија за селектирање на отпадот. Таа линија можеше да функционира и во друг објект и претходно беше сместена таму, но бидејќи местото е да биде на самата депонија, затоа во тоа време локалната самоуправа на општина Прилеп со градоначалникот Маријан Ристевски пристапија кон изградба на комплетна фабрика во непосредна близина буквално на депонијата во село Алинци. И затоа се набави таа опрема, халата веќе беше готова, но еве уште еднаш ќе ви објаснам. Да не се трошеа пари на магарина, на магарици и фризерки, како и многу други проекти, и овој ќе беше завршен. Затоа ви кажав ја, сте слушнале нешто на фризер, ама не сте дослушнале. Затоа ќе ве молам за кога не сте запознаени доволно да не навлегуваме во детали, бидејќи навистина ги знаеме и деталите. А околу тоа за директорот, зошто е сменуван веќе трет директор, деновиве, прашајте си и ќе ви дадат одговор. Јас очекував колегата од Прилеп да биде барем тука, да можеме да ги спротивставиме мислењата. Со вас навистина не сте познавач доволно на работите во Прилеп и така да нема да навлегуваме дополнително. Ви благодарам. Доколку околу проектов нешто дополнително треба да објаснам, ви стојам на располагање.